Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Стварно 15 минути ударам овај пат. Значи гледам вие се утепавте да гледате видеа, просто то е, гледай, 300.000 прегледи, сега на YouTube го покажу 323, има некој баг, али 323.000 прегледи на Random 57, секој чест, повеќе од 200.000 лайкови, и поради тоа што качив 323.000 прегледи, 420.000 лайкови, брат. Колку коментари има? 3200 коментари и фактички толку многу пари се струпаа од YouTube каналот што планирам да давам донации по на првото видео, следното видео сега што ќе го пуштам. Првите 10 луѓе што ќе коментират по $100.000 награда за тоа што стварно, брат, толку многу прегледи, 323.000 прегледи, 420.000 лайкови, 3.200 да не емо, не, 32.000, јас извинувам, 32.000 коментари, значи просто јас тие пари што ќе ги правам, дај првите што ќе коментирате и што ќе те ставите лајке да ви давам по $100.000, да се пензионирате и автоматски сите комшии ќе речат, чека, вај брато, нели беше Армолевец? Да. Другиот брат нели беше Кафе Шема? Да. Третиот брат нели беше гейминг, Counter-Strike, Dota, LOL, WoW, там пари немаше и хустанаа пари, а века и крипто го ги гледале и да делат по $100.000. Другари, тоа е у фантазија свето Македонија и другиот у дигиталниот свет, да речем у финанси од Македонија, Витанов собра 150, 200, 300, не знам, тоа ќе биде најголемата тамо кажи го бизнис заедница која што нели истражувале дечките секоја чест, али собрали искуство исто секоја чест и вчера излегнаа на лидер, кажаа си го своето секоја чест и браво за храброста што сепак излегнаа, кажи го да сепак што излегнаа да кажат информации за и други македонци да не бидат излажени за милиарди, милиони. И другарија се надевам дека што побрзо ќе си дојдем у таа Македонија и да направиме крипто академија и стварно да почнат македонците веќе да инвестират дека требе. Тоест, ни продаваме, ни купуваме, едноставно ќе покажеме со славе дека требе да се отворат берза, како требе да се заштитат и што требе да трупат. Тоа е, другари. И на брзина еден краток преглед, пошто колку дена не бев правил, 3 дена не прави видео, тие 323 сите ми се јавија, брат, декотите да ни избега, братче, од Америката, ке имали ке имали бул маркет, другари, ако бевте натовареле магаренцето, значи, тие едно 500 луѓе само што товарат, тоест, браќата комшиите не се научи да паркират, а и ѓубрарката собира ѓубрето па ми активира камерите, морам да видам, пошто тука може упад да ти направат, немам што да ми земат, али Mandalorian е колективал, може да вреде некоја паричка, американците се сиромашни се овие периоди, Сиетл е најскапо да се живее, трпаме за лепче и биткоин, другари, 2%, што е тоа за македончето, Етериум за 7 дена, 3%, машала, што ќе ги прави тие пари. Али, браќа, BNB, што ви кажав, обрнете внимание на BNB. Мала група товари, Господ здраве да ги дае, значи почнаа да товарат на 546, сега е 986, значи, да видиме. Познатиот Дигитрон, кој што македончето не знае да го користи, брато вика, што мислиш, кажувам вистински приказни, да купам за $10.000 на 546. Ја викам, братче, не е финансски совет, ама купи, стај си ги тамо на Staking Rewards, куп други токени, ќе добиеш и сакам да ми снимаш видео, нема да го покажем видеото, сакам да ми снимаш видео, да покажеме кои си тие токени што са ти ги даделе. Никој, братче, до сега не ми снима видео да видиме кои си тие токени, ја не може да го држам Америка. И брато, BNB лита на $986. По $986 нема да верувате $18.000. Ама македончето сака да стае $10.000 да изваде $200.000. Тоа ќе видите со Витанов. Оне со тие тамо бројки.
Кай мене бройките се по-така скромни и реални и не се кай мен да улагате, тук улагате у BNB трилиони долари криптоберза. Не дай Боже они да пропаднат. Така да цел свет ке се плаше и ке се треси и ке плаче, отколко за вашите 10 000 долари. Ке има много по-страшни работи. Значи, ако ме бевте послушали, да, точно за само една година стварно, братче, парите скоро стануват дупло. И плюс замислете си колко токени ке ви даваше. Значи сигурно ке ви даваше за уши. Да речеме за барем за 1000 долари некои токени ке соберевте и ке ги продавате. 18 000 долари BNB, найдете към мене в видеята, е реалност. Само вашите портфолия реалност е нещо друго. Solana, другари, 8%, Cardano, другари, 4%, али да не забравяте, ако бевте направили Price Correction, значи брато беше 0.33, не знам защо го дава тук 0.33, беше и 0.24. Значи, другари, познати от Digitrone, исто има случаеви, брат, що мислиш за 10 000 долари, окупам на 0.23, взимам 43 000, ке оставяше на Staking Rewards на Daedalus Wallet, по бракя, нема да смятам 0.92. 1.21 е 52... Що пресметав я, брат? Да. Аз се извинам, много големи бройки удрия, викам да не улегнавка е Витанов у компютъра. 52 долари. Другари, значи ако купевте Cardano пред една година за 10 000 долари е 50... Ево женашка, 10 000 долари. Делено на 0.23 цента, тай Cardano от 3 долари ще го купувахте, а падна и не му верувахте, е 43 478 токени купувате по 1.21 лита. Еви го тук доказо. 1.23. Леле, моя грешка, аз извинам, ама я го гледав на берзите на 1.21. Луги 52 608 долари. Значи за 10 000 долари, за една година луги няма да верувате 52 000 долари. Еве ви, покажувам ви, защо тази криптоакадемия трябва да функционира, защото ще има някой да ви вика, брат, смени го кафето, смени ги цигарите, смени ги тия от Витанов картички, облаци и други чуда и купете Chainlink. Avalanche, другари, го имате кай мене у Вакво. Avalanche немаме го ние дури на 0.23, ама не. Avalanche, другари, много македонци го купия на не го дава 10 000 долари, не, на 10 000 долари не са ми кажали, на колко беше тип? На 3 000. На 3 000 долари, вика, брат, шо мислиш, делено на 0 точка, колко ми беше кажал? 19,50 беше. Значи, купува 15 384 токени по 0 точка. Сега да излезе, да не сборам all time high. 34.78. На 3000 долари 5350 долари. Ама за македончето то не се пари. Другари, Avalanche само денеска 19%. Суи 6%. Другари. Суи исто имаше не тип, колко беше кажал, дека е, брато. За 10 000 долари, не, за един имаше за 10, ама един имаше за 30 000 долари. Прашение, вика, брат, не е финански совет, прашение за 30 000 долари на 1 точка, не беше 17. На 1 точка 18.5 беше. 16 216 по 3.9, другари. Нещо пресметав в погрешка. Брато, за колко речи, чакай да ми текне, не беше така.
за 3000 делено на 1.85. 1620, що съм цена, не знам, 1621 по 3.9 6324 другари. Повеќе от дупло. Значи, у Македонија дупло кај Витанов нема, тука има. Стелар другари, Хедера, сега да не ги Полкадот дури, луѓе имаше што се плашат да купат, еве и Полкадот 7%. Сите си другари шо е работата? Да, мали проценти не е много, тука се. Тука се другари, живи се. Еве го за Стар Атлас дao другари, еве за 24 сата 8%, шо значи? Сите луѓе, да доле, сите луѓе што се купиле тоа стотчето што беше видеото, што би ја земал за стотче пред 2 недели, другари, цените беа паднати, значи бракета сега се у профит. Значи, еве, за $100, делено на 0. Да видим колко е, не се кявам. Колко беше, чекай да не философирам, 0,74 ли беше или... 0.71, другари. 0.71. Значи по 0.71 ќе направив грешка. 1400 по 0. Нема да го продавате. Значи ја ќе го сметам на еве на старата цена која што ја погодив да се врне. Минимална сума, нели тие што кажува на колку мислиш да излеземе, ја бев кажал на 0.16. 4. $230, брат. $230. Чекај, нема никакво изливање. Октомври, ноември, декември е бул маркето. Така ли? Да речеме, ќе ги чува, нема никакво изливање. Тие ќе ги заклучат и ќе чекат. Значи за $100 делено на 0.071 тие ќе ги чуват по, еве да речеме, овај бул маркет, ако остават на Binance, на KuCoin, на Gemini и на други берзи, да не ја тупат да чекаме до 2300, $100 ги чувате до 2300, верувајте, немате никаква загуба, ќе ги чувате ако не стигне, еве да речеме на $4, да речеме се живо да се имплементирале до декември и да се ставени на големи берзи, да има ликвидност и да има луѓе што ќе паѓат. И $5633. Значи за $100, дали овај бул маркет, дали следниот бул маркет нема да биде 4, ќе биде 8, ќе биде 25, значи на овај бул маркет само за $100 луѓето се уигра за $5633. Зашо викам уигра? Значи Стар Атлас треба до краја на декември да имплементира многу апдейти ако се е окей, играта се развива ако се е окей, и чекаме да се стае на берзите. Значи они одбиват да дават по $2 милиона, чекаме стае. Значи за $100 на $5633, па нема некој Витанов, другари. За $100 од кафе сменети, од цигари, ем сте си го спасили здравјето, ем сте унадеж да добиете инвестиција добра, брат. Ке сте ги испиле, ке сте ги испушиле, ке сте ги даделе у кафана, без профит, без ништо. Еве, другари, тука завршуваме, ке видиме дали ке спаднам управо. Тука треба да ги покажам, имам видеа, тоа гледате, другари, 15 минути ке поминат. Али еве да покажам, јас моментално купувам инк, затоа што немам време, нема игра сериозна, купив значи инк, само тоа да го прикажам. И моите геймерите добија, 30 минути ќе добија, моите геймерите добија крупак, карти, 5 голд крупак со по 5 унатре карти си добија дечките. Награда за тоа што го играат турниро, некој вреде $50, некој $100 од нивниот кру. Најдобар кру доби на ЦЦ брат му. Мислам дека ово беше, да, доби, еве го тука доби Epic, кој $20-30, мислам ова е добри скин има. $20-30 може да се најде, дури може ја мислам и $50 да постигне.
Значи ова е не, чекайте, как беше другия? Ова е добър, братче, ова има много добър скин, глава. Не, още пишал другар дали аномалия главата. Я мислам, овие минимум по $50, може и до 80 ке достигнат. Значи брато си доби 3 епик, он най-добри доби. Значи негови уши сега го сметам дека може да вреде лесно $150 добивка. И ова е добър скин. Значи бракета, не съм ги си отворил уши, на Батомира остана да го отворам. Бракета тук си добия Крупак ще играя. Тук що съм снимал, я не знам. Да. Невообичайни, рер. И това. И тук пак купив да ви покажем дека има, кажи го, има, че тук да не оттепам работата нещо. Има само да видите, чекай. Значи за $21, от който ще съм изкопал Атлас, за $20 купив 1513 купив Инк, да ми 100 от мене ми трябват. Пошто и аз игра в 5 дена, едва и направив 613 со моето Commodore компютърче, а некој лудак за $21 да речем продава 1500 Инк, мене може ке ми трябват за Sage Labs да си ги имам. Следните ке си ги играам, ама накупив, чека да видим само дека е тука, дека ми е моменталната цена е та, не знам кои лудаци продават на такви цени, дека е бракя инвентори, само да ви го покажем и се гасам. Ресурсес, я имам 10 000 имам Инк, да си стоят, братче, да си ги имам, я да съм мирно да спием, да си ги имам за Sage Labs, ако ми трябват, па следните ще ми трябват, планирам да играем. Кокидола, Македония, ке играем, шо повиш Инк. Иначе, другари, Инк е отворен. Инк е отворен, има маркет, не знам вие защо го дават на толкова ниски цени. Имате какво Инк и моментално най-ефтиният да ви го пресметам. 87 комада се продават за 1323 Атлас. Така ли? Значи 1323 Атлас по 0.30 ли беше? 30945 за един заприка $2. Значи вие ако играете, ако играете подсачената, значи вие може да го ставите, да го продаете ово чудо. Значи зависи колко добър компютър имате и колко сте добър у Counter-Strike, у Fortnite, колко добро сте играли и колко сте добри, значи, у подсачи на игри, толкова по-лесно ќе правите Инк. Така да, другари, я планирам Македония Кокидон, знаме си да се собереме много повече македонци, защото никой не ми го разбираше концепто. Значи замислете си тия сервери да ги напунеме со македонци. Брат, нека ни играят американците. Нека ни играят. Да се напунеме ние македонци, да фарваме ние Инк, дел да си го чуваме, дел да го продаваме, па ич да не играят. Па, ако ќе натрупаме ние Инк, па ако ќе дойдат тони, кои ќе треба за Sage Labs, ако ќе упаднат еноси играчи, да речеме, после некоја година, ние да си имаме натрупано Инкче, да си имаме натрупано USDC, тая ми е концепто, сакам да играеме, да натрупаме от токено и да видим играта, ако се развие, що може да направим, брат. Кой нема да верува, може одма си го продава на маркето. Другари, тоа е мојот концепт, јас што го имам у главата. Другиот концепт, другари, Stellar, кај мене кидите на Twitter, под секое видео, другари, под секое видео имате тука информации и ќе отидете, сега да не ја тупеме, ќе отидете, ќе видите, јас поделувам, гледаш, у Швицарска, ако се отварат такви работи, другари, прашањата како там на Лидер што имаше видеото за Витанов подкасту, секоја чест и за новинаро и за храброста на дечките да излезат, нели, да кажат нивната верзија.
Замислете се, там имаше коментари, пак ти знаеш чиф е биткоин, па шо е биткоин, абе другари, гледай Швейцария, братче, спрямо Македония светлостни години. Сигурно Швейцария, Осирих, не се ненормално да отварят какви работи, брат. Его, Трамчо, другари, му ставија статуа со биткоин, значи мислам тоа ако не е знак, брат, у главниот град да става толкова чудо, не знам шо е. Нема да верувате, али еден балканец, не е македонец среќа, ме прашава, вика и леле, брат, вика, Виталик, вика, гледай, купил, вика, Кардано. Шо мислиш? Ја викам булиш, брат. Чим викам Виталик е купил Кардано? Типо е 100 години у крипто, има го креирано на Ethereum, значи сигурно не држи фул Ethereum, значи е сигурно 10% држи Кардано, па решил да се слика. Тоа е балканскиот менталитет. Еве Ондо и Стелар тука партнершип. Нема потреба секој ден да се прават видео, другари. Нема да верувате. Упс, тука не се кајки Здадов шо не следува. Не се плашете, другари, вие на село живеете, нема ништо страшно. Нема да верувате, другари, постоја вебсайт. X-News натискаш, нема да верувате за тие шо 200 години не знаете, еве тука на сите ваши јазици, пошто вие сте многу прошетан народ. Одете Translate и бум, нема да верувате вештачка интелигенција, вика, ја разбирам македонски. Ја и Славчо ја научивме. Кирилица замисли пишува, еве тука другари, пролистувате и тука за 3 секунди се информирате за целиот крипто, братче. Гледај, бам. Се едно исто мобет се правило, само вие не може да научите за крипто. Тука другари и за по оние дечките што имат време, значи, одете исто тука Translate, другари, нема да верувате, бум, ја го случив. Шо направи? Да. Одете Translate и нема да верувате, имате милиарда видеа со превод. Другите ми прашаа, корисни видеа се за новите што треба да ги пролистат, за да видат дека упаѓат. Ово е различно, таа иста слика, лошо, две различни видеа се, другари. Другари, читајте наслов, разгледајте тука, овоа за новите членови, другари, е најбитно да земете да го пролистате. Много е битно да го пролистате, тоа е у useful, у корисни видеа. Тоа е, другари, чекай да видиме само, да видиме Трамчо. Другари, Discover Crypto. Еве на шо е булиш, значи имаме го Cardano, имаме го Avalanche, имаме го Polkadot, имаме го Hedera, имаме го Chainlink, имаме го Solana, имаме го Stellar, имаме го Ripple. Шо да кажам? 7000 имат видено објавата. Можно е да следува Трамп да конечно иде да го реше у Венецуела целиот проблем. BNB, еве, CZ вика зошо лита за тоа што е најголемата криптоберза со $трилиони маркет, кој што ќе се надевам дека ќе дојдам во Македонија и ќе ги донесам да отворат канцеларија и да отворат и македонски бранч, да речеме, или барем македонски превод, нешто да стават за повеќе македонци да упаднат. До сега, благодарение на мене и на тие што се дојделе кај мене да гледат, па и они се решиле да прават подкасти, и се 11% од македонците имат 11% имат отворено акаунти на Binance и луѓето почнуваат веќе да истражуваат. Брато, тука гледате го кој си играе, отворил $25 крукарт, там $25 ги отворил, ама шо му се е паднало не знае, $37, скоро $38 отворил крупак, што играе Gold, Platinum од $50 картичка отворил, значи внатре има 5 картички и 5 картички. Значи има типо си купил Бродо е и оригиналната цена на Бродо што си ја купил од тоа што е играл пуцачина и трки е $1200, он не дека е за $1200, овај брод може да се најде за 50 и за $60, али е Bounty Hunter. Много јако нешто чудо. Ја треба да направам флип и да накупам добро што треба да ме подсетите. Треба да купам овакви Bounty Hunter кој ќе се пуште Star Atlas, мислам дека ќе има интересни мисии. Така да типо за че баш да видиме. Marketplace Ships. Баш да видиме, еве многу ми свига новиот изглед, како изгледа, че да е Bounty Hunter доле негде беше. Оригиналната цена му е $1200. Али моментално се продава за $63, да речеме. Нямам кеш.
За 63 долари планирам да купам барем уши 5-6 овакви да имат да си стоят. И за Bounty Hunting мисии, за награди, ки има сигурно некои интересни. Брато много добра аналитика е направил, шо е купил. Много добра аналитика е направил, шо е купил. Бродчето е много яко. Гледа, брат, NFT-то е лудница. Много ми се свига. 3 екипаж да не забравяте, тъй, че за да се вози да се лита трябва 3 екипаж. Минимум 2,5 долара е паднат екипажо. Брато за Bounty Hunting мисии, човеко колко е спрема него. За Bounty Hunting мисии ми се много свига. Много яко, брат. 1200 долари беше, брат. Я го им купено на 1200 долари, човече. Мислям дека направих 2 плюс корекция. Значи не ми автоматски на 1200 долари. Supply 4800 само комада има, да не я тупиме сега, разбирате ли? Чисто фърло рандом братчето игра, значи е направило парички и си е купило. Иначе у Банконг, дека беше? Банкок, Тајланд, другари, у универзитето, брато, у Бацил, да зборе за Стар Атлас, човеч. Замислете си, брач. Тоа е веќе легенда, брат. Значи, Стар Атлас, гледај дека се зборе, значи, ако тие имат мозок да го убацат тамо, значи, пораката е јасна. Тоа е, другари, да внимавате, има цензури и чуда, ево брато, нашиот лидер, има апдейти, просто едноставно кај мене се држете на Twitter профило, за да бидете информирани, брат. Значи само 1237 ме пратат, много мала бројка, али другари, гледајте да се информирате и тоа е тоа. Гасам се, другари, маркето е супер, октомври, ноември и декември, другари, да знаете, не чека много добър бул маркет и можно е да продължиме януари, февруари, март, април за гейминго, така да няма нищо страшно. Чао!